Како десерт за вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите ледени коцки, прелиени со растопена чоколада. Почнуваме со подготовка на филот. Во тенџере на оган го налеваме млекото. Додаваме 6 лажици шеќер. Потоа додаваме 5 лажици брашно. Мешаме. Откако кремот ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Оставаме кремот да се излади. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Во сад за матење ги кршиме јајцата. Матиме со миксер. Го додаваме преостанатиот шеќер. Матиме додека не се растопи. Ги додаваме преостанатите 5 лажици брашно. За пандишпанот да нарасне за време на печењето го додаваме прашокот за печиво. Потоа го додаваме какаото. Мешаме додека смесата не се соедини. Ја нанесуваме во со масло намрсена и набрашната правоаголна тава број 40. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 20 минути на температура од 200 степени. Ја вадиме тавата со испечениот пандишпан од рерна. Во сад за матење ја ставаме сладката павлака. Матиме со миксер додека не ја добие потребната цврстина. Продолжуваме со подготовка на филот. Во друг сад за матење го ставаме путерот. Матиме додека не стане пенест. Го додаваме изладениот крем. Матиме додека филот се соедини. Изладениот пандишпан го премачкуваме со филот. Потоа премачкуваме со изматената сладка павлака. Чоколадата за готвење ја кршиме на парчиња, ја ставаме во тенџере на оган. Додаваме 2 лажици масло. Откако чоколадата ќе се растопи, ја нанесуваме врз колачот во тавата. Ја шараме со вилушка. Тавата ја ставаме во фрижидер. Откако колачот ќе се излади и чоколадата ќе се стегне, го сечеме колачот на коцки. На чинија за сервирање ставаме 2 ледени коцки. Декорираме со топчиња претходно изматен шлак и парчиња портокал. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 60 минути. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладникав вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!